Програмската определувана телевизија Морисот Охрид пред 5 години дозволи да биде посетено охридското село Сливово со издвоен повод. Тогаш зборувавме за историските премрежја од населбата, кои длабоко ги кријат особините на жителите, како што се жалувате за слобода, ратоборноста, храброста, пожртвуваноста, ама и хуманиот однос према послабиот, каде успевале да му ги вратат надежите за подобар живот. Еве една кратка хронологија која ќе ги потврди наведените особини на жителите од Сливово. Името Сливово алудира на поимот слив од повеќе реки кои су доток од различни страни на светот, ќе се спојат токму во аторот на ова село, откаде по заедничко корито ќе го проложат патот на сливот во Охридското езеро. Точката на сливање е во близина на местноста Сливови Анови, која своевремено било центар на општината за селата од Горна Дебарца. Токму тука и денес, како објекти стојат општинската зграда, полициската станица со затворски простории, а во поново време и објектот од селската амбуланта, поштата, ама и зградата од Централното училиште, во која се конзумирала писменоста за повеќе села од регионот. Ние поседуваме архивски снимки од една од 5 воденици која за жал, поради изградба на автопатот Охрид-Кичево, и таа ќе замине во историја. Всушност, и онака немаше што да сомелува со оглед на новите општествени движења за по-благороден начин на живење. Се чини дека сливјани ќе променат се што им стои на патот за развој и подобар живот, се можеби духовните вредности за кои мислеле дека се прастари и традиционални и дека ќе треба да ги следат до крајот на животот. Дека духовноста е посилната страна на сливјани, зборуваат и историските податоци за развој на селото. Тие во старата населба имале храм посветен на Свети Атанасие, во чиј круг и денес остануваат вечните жители од селото. Поради економски причини, жителите изградиле нови домови за живење 2 километри источно вдолж коријата, која нудела полезна и плодна земја за обработка, ама и широки ливади кои погодувале за развој на сточарството. Тоа е локацијата на денешното село Сливово, низ која ќе продефилираат настаните од поновата историја. Така, уште во времето на Илинденското востание, 8 револуционери, односно дејци, одведени се на издржување казна во Дијабекир, кои на нивна среќа сите се вратиле дома. Формирањето на првата македонска ударна бригада во Сливово како отпор против фашистичкиот окупатор исто така била исполнета со борци од крајот, кои во добар дел и загинале. Од тие причини денес сред селото го краси спомен обележјето на паднатите борци за слобода на Македонија. До денес, секоја година, продолжувачите на Сојузот на борци даваат помен на 11 ноември, денот кога е формирана бригадата. Револуционерните вредности на Сливово не се единствени, особено наспроти духовните. Сливовчани од секогаш ги почитувале деновите од светиите кои им изначале, како што е случајот со двете домашни слави во селото, Преображение и денот на Света Варвара. Тие многу брзо продолжуваат сочествувањето на светионскиот крст, како и изнесувањето на покрсти кои секогаш следат за великденските празници. Забележувајќи дека за тие денови верниците се враќаат во селото, најнапред од духовни причини, бројот на светионски крстови расте на 5, а потоа и на 7. Тоа значи дека ја чувствуваат духовната енергија која представува магнет за посета на селото од своите чеда, на сите оние
кој во годините на миграција им бил одреден патот за опстој во поголемите градови во земјата. Самото враќање на верниците не само што дозволило реставрирање на старите трошни домови, туку започнала и градба на нови објекти кои до денес ги има повеќе десетици. Денес веќе материјално подкрепени и добродуховно подковани, во редовите од црковниот одбор провејува идеја за изградба на духовно светилиште, кој ќе треба да е поблиску до верниците наместо постоечкото црквата Свети Атанасије, која е оддалечена 2 километри западно од Сливовското село. Како нивниот светец, животен ангел чувар, Света Варвара, како домашна слава се чествува низ една половина од селото, одлучуваат да ја вдомат со изградба на храм посветен токму на неа. Лоцираат површина во посредна близина на сред селото и, кажано сторено. Тие точно пред 5 години ги обележаа контурите на идната црква и скопаа темели и низ чинот на осветување на камен темелникот ја започна изградбата. Ние само како илустрација во наредните 2 минути ќе ви доловиме моменти од почетокот на изградбата на црквата Света Варвара. Ние, Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски, денес, на 26 јули по нов стил или 13 јули по стар стил, 2015 година, на празникот на собор на Свети Архангел Гаврил и преподобната Сара Египетска, го властуваме свештеникот Владо Недески да изврши осветување и да положи камен темелник за изградба на храм посветен на Света Варвара во село Сливово, општина Дебрца, Охридско. Храмот ќе се гради по иницијатива на црковниот одбор од селото Сливово, во чиј состав се Божиновски Трајан, Алексовски Јордан, Ванковски Климо, Јовановски Лазе, Филиповски Стојо. Храмот ќе се гради со донациите на местното население, како и донациите на сите добронамерни верници од пошироката околина. Митрополит Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Нека е честит. И најпосле дојде најрадосниот момент за сите верници од Сливово. На 6 септември 2020 година храмот посветен на Света Варвара беше подготвен за осветување, односно за прилагодување за извршување на сите свети тајни. После 5 годинштатната неизвестност во лавринитот од материјална скромност, бркање на временски рокови
изработка на иконостас, зографисување, ама и средување на црковниот двор, беа само потези на членовите од црковниот одбор за да го подготват храмот за осветување, преку кого ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. На денот на осветувањето голем број на верници и дојдоа на Света Варвара. Почитувајќи ги здравствените мерки за заштита од COVID-19, верниците беа во можност целосно да го следат осветувањето на црквата, да запалат свеќи и да се помолат за здравје пред иконата на светијата, ама и да го опеат светиот леп. Тие носеа и црковни подароци кои подоцна по теркот на лицитација беа уновчени како чин најпотребен во време на планирање, градење, доградување и одржување на црквата. Како подарок на храмот беше оставена и книгата насловена како Црква Света Варвара од авторот Милан Ванковски Нанески, низ која на хронолошки начин ја прикажал идејата и желбата за изградба на оваа црква. Па со помош на личности од градов од цела Македонија, наши иселени од овде што се, со нивна помош успеавме некако. Иначе само ние со од црква паришко паѓа не можеше да се постигне тоа. Така успеавме да се изгради овој храм. И тоа е па сега, ќе видиме понатака. Ова година нема ништо да се прави, од наредната година планираме овој дел овде да се направи од трапезарија мала, да се направи зимно време, бидејќи е Варвара, да може да се привери да седни така. Али тоа во идната година треба. Божиновски него криеше задоволството од враќање на сливовци и народниот крај. Особено од кога се интензивираа духовните средби. Како резултат на тоа, додаде дека во селото до денес се изградени 20 на нови објекти, претежно домови, кои овозможуваат обстој на домаќините во текот на летниот период. Потвати ние од страна на црковниот одбор, со изградбата на оваа црква што изградивме, мислам дека населението колку толку ќе се врати тоа дека, бидејќи ево направени се 15 нови куќи веќе, и пред 2-3 дена село беше преполно од луѓе. Бидејќи нашите се иселени претежно од Ѓорче Петров и беа вратени овдека за летниот период и беше живо село. Меѓутоа сега си отидоа сите. На самиот крај од духовната свеченост црковниот одбор на секој верник му возможи закуска по принципот на ланч пакет, како и флаширан пијалок согласно здравствените мерки за заштита од корона епидемијата. Како овој запис е исклучиво наменет на чинот на осветување на црквата Света Варвара во село Сливово, ќе дозволиме да го проследите безмалку целосно. Да сте ни здрави и живи. Слава ти, Боже!
Боже наш, слава Ти, Царю Небесен, Утешител, Духу на истина, драго си на всяка, да се изпълнуваш. Велици са на блага и животодателю. Дойди се ми се у нас, очисти на църква нечистоти и спаси ги благи нашите души. Слава на Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртен, помилуй ня, Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртен, помилуй ня. Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртен, помилуй ня. Слава на Отецът и Синът, Свети Дух, и сега и всякога ще висоте векови. Амин. Пресвета Троица, помилуй ня, Господи, очисти ги нашите грехове, изглади го, прости ги нашите беззакония. Свети посети, изцели ги нашите слабости заради името Твое. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отецът и Синът, и Светия Дух, и сега и всякога ще висоте векови. Амин. Отче наш, кои си на небесата, се свети името Твое, да дойде царството Твое, да биде волята Твоя, како на небото, така и на земята. Хлебот наш насущен дай ни го денес, и прости ни ги дълговите наши, како и ние ще ги прощаваме на нашите должници, и не введувай на изкушение, но избави ни от лукавиот. Защо Твое царството и силата и славата на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всекогаш и векови. Амин. Слава на Бога, висините на земята, мир между луѓето добра воля. Слава на Бога, висините на земята, мир между луѓето добра воля. Слава на Бога, висините на земята, мир между луѓето добра воля. Господи, отвори ми устните моите уста, ги те хвалим. Господи, отвори ми устните моите уста, ги те хвалим. Господи, колко много се намножени приятелите мои. Мнозина се креваат против мене, мнозина велаат за душата моя, нема спас за Негово Бога. Но Ти, Господи, си застъпник мой, слава моя, Ти ја подигаш главата моя. Согласно се викам кон Господа и ме слушал свода светага. Легнувам, спиям и станувам, но Ти, Господ, ме чува, не се плашам от много хиляди луѓе, што си десни навалили на мен. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, зашто Ти ги поразуваш сите мои приятели и им ги здравуваш завите на грешниците от Господа, спасението Твојот благослов нека биде на народот Твој. Господи, во јадоста своја не карај ми, во гневот свој не казнуј, зашто целите Твои се забија во мене и Твојата рака тежи врз мене. За телото мој нема ленко, Твојот гнев во коските мои нема мир од древото. Благовестнички на Твоето славно воскресение, Христе, мироносиците, им проповеда на апостолите, дека си воскреснал како Бог, кој на светот му даваш милост голема. Од юности моја, мнози бојутња страсти, но сам ја заступи, спаси, спасен мој. Ненавидјащи Сиона, посрамите ся од Господа, јако трава в огнем будете искочен. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и није присно и во веки веков. Амин. Святи со Светиот Дух живее секоја душа, со чистота се возвишува и таинствено се осветлува со троичното единство. Ода почината на мојата душа, топло повика кон Тебе, Господи, за да не ме слушнат Твоите уши божествени. Секој човек што има надеж во Господа, стои повисок од сите кои се нажалени. Твојата милост голема е, Твојата тајна и Твојата промисла, Спасителе наш, слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, кога жертвите заедно со Марија дојдоа со мириси, и додека се договара како да си ја исполнат желбата, се покажа дека каменот е тргнат. Им се јави ангел Божи, кој ги успокои нивните вознемирени души и кој им рече: воскресна Господи Исус. Твоја на нас, јако же уповахом на Тја. Благословен си, Господи, научи мја оправданием Твоим. Господи, откако ги
избави си те от неприятелските замки, откако пак им се покажа на апостолите, си ги изпратил на проповед и преку нив си го дал Твојот мир на вселената, единствен милостиве. Зборови вистина во Твоето ветување, и кој што си им дарувал на Твоите свети маченици со добар подвиг да се подвизуваат и текот на побожноста да го завршат. Ти самиот, Владико пресвет, преку нивните молитви биди уморен и дарувај на нас недостојните Твои раби, да имаме удел и наследство со нив и постанувајќи нивни следбеници, да се удостоиме со добрата што им припаѓа по милосрдието и човеколюбието на единородниот Твој Син со пресветниот благиот и животворен Твој дух, сега и секогаш и у вечни векови. Амин. На сите И духови Твоему, Моли да ги приклониме пред Господа. Тебе, Господи. Обновувај се со Ерусалиме, зашто дојде Твојата светлина и славата Господова на Тебе засвети. Овој дом Отецот го создаде, овој дом Синот го утврди, овој дом Духот Свети го обнови, От посланието на светиот апостол Павле до евреите ќе се чита. Внимаваме. Браќа, како нешто светува и оние што се светуваат, сите се одедени, затоа не се срамува да ги нарече браќа велики. Ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, насред црква ќе те воспевам, и пак јас ќе се надевам на него и одноваете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог, а бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тој и он седен на учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство, од ненавистивани од ангели прими природа, а од потомството на Авраама прими. Затоа должен беше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни, зашто во нашто сам претрпел како беше искушан, во тоа ќе може и неискушуваните да им помогне. мир на Тебе што ни читаше. Алелуја, Алелуја, алелуја. Премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, Уште се молиме за сите браќа и за сите христијани. Уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј и за сето уста наше братство. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Зашто Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Уште се молиме за блажен спомен и вечен покој, од века Божи да се спомените у нас и за сиот црковен за крајот на вселената, а со надеж воскресение у живот вечен, ораме огнени благочестие. Господи, помилуј, Господи, помилуј. Зашто Ти си упокојување на нашите души и тела и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Христе со Духот си ја осветил црквата Твоја на земјата, откако ја помаза неа денес, со елеот на радоста Твоја. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, имајќи Те, Христе, како неразрушлива основа. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, Царот Христос од добрина ја засака.
Tamo sunce u ništa ne gledamo. Tebe, Господи, слава Тебе, да внимаваме. На време беше празницото пловување беше зима. И одеше Исус од храмот во древо Соломонов, а јудејците го голи му рекоа до кога ти мачиш нашите души, ако ти си Христос, кажи ни слободно. Исус им одговори ви реков и не верувате, делата кои ги вршам јас. Чути Христа и мајке го за темел црквата, од народите се овенчува со неприкосновена добрина и со царска круна се украсува. Благословен си Христе Боже наш, постојано. Твојата црква преваги, Боже, утврди ги нашите моленија и прими луѓето кои што ти извикуваат со вера. Спаси Боже, спаси. А се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже и Оче на нашиот Господ Исус Христос, кој си благословен из вековите ти, кој што преку завесата на неговото тело ни го обнови, влезов на црквата, на првородените кои што се запиша на небесата, каде што е гласот, кој нешто празнуваат, и гласот на радоста ти самиот човеколюбче владико, погледни на нас грешните недостојните раби, кои што го празнуваме обнувањето на честниот храм, на света маченица Варвара, како слика на Твојата најсвета црква, односно самото наше тело, кој што си го достоја Сефалниот апостол Павле да го нарече Твојот храм и членува Твојот Христос, и утврди го во него да свршите го на светот, да остане непоколебли проследен, прославен со Тебе, удостој на нас во него да Ти принесуваме безпрекорни славословија на Твојата слава и на единородниот Твој Син, нашиот Господ Исус Христос и на Твојот Свет Дух, разумно и со сите чувства, и на оние кои што се поклонуваат на Твојот страв, да се покажат достојни за божествените добрини и да бидат благопријатни за Твојата добрина овие молби кои што му се принесувани, на Твоето неискажливо милосрдие за нас и за сите Твои луѓе, по молитвите на Пречисталица наша Богородица и секоја Дева Марија на сите свети, зашто си свет Боже наш и во светиите почиваш, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш, и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Владико Господи, Боже наш, услави на небесе чини и воинства ангел и архангелов, служение Твое слави, сотвори со прво наших повсет ангелов биди, сослужавших нам и со својши Твоја благост, зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот, силниот, Господ силен во војна, подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силен, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е царот на славата.
Tako što si ja pokaža ljubavi nadala nebesni od svod i zemната красота od svetото живеалиšte на Твоята слава. Господи, утвърди го овој храм во вечни векови и прими ги нашите непрестани моления, принесувани во него преку Богородица, животу насе и воскресение. Македонска православна црква Деварско-Гичевска епархија, број 203 од 6.9.2020 година, Охрид. Повелба во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние, Тимотеј, митрополит Плавшко-Струшки и Деварско-Гичевски администратор Австралиско-Сиднејски, денес на 6 септември или 24 август по Стар стил 2020 година, во 13-та недела по 50-ница и на празникот на светиот свештеномаченик Евтихи, светиот маченик Татион и светата маченичка Сира, извршивме осветување на храмот посветен на светата великомаченичка Варвара во село Сливово, општина Деварца, Охрид. Чинот на осветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква е неговото блаженство митрополитот Скопски, архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана прима господин Стефан, председател на Република Македонија господин Стево Пендаровски, градоначалник на општина Деварца е Зоран Ногачевски, парохијски свештеник е Никола Кипријанов, а старешина на храмот е свештеникот Александар Димовски. Храмот започна да се гради во 2015 година по иницијатива на црковниот одбор, чии членови се Климе Ванковски, Јордан Алексовски, Лазо Ивановски, Стојо Филиповски и Трајан Божиновски. Истиот се изгради со донации од локалното население, како и донации од сите добронамерни верници. Иконостасот е дело на Стефан и Божин Стојковски од Охрид. Својрачно подпиша митрополитот Плавшко-Струшки и Деварско-Гичевски Тимотеј. На непријателите мои, си ја помазал главата моја со елеј и чашата моја те напојува со блаженство и милоста Твоја така да ме придружува преку сите дни на животот мој и јас ке престојувам во домот Господов многу дни. Ке те превознесувам, Боже мој, Цару мој, и ќе го благословувам Твоето име сега секогаш и во вечни векови. Амин. Боже, секој ден ќе го благословувам и ќе го фалам името Твое, сега секогаш и во сите векови. Велик е Господ и достоен за голема похвала и величие, неговото име нема да има крај. Од род во род ќе се фалат делата Твои и за силата Твоја ќе се прикажува, за велелепната слава на Твојата светост ќе зборуваат и за Твоите чудеса, ќе известуваат, ќе говорат и за силата на Твоите страшни дела, а ќе прикажуваат за Твоето величие, ќе ги помнат многуте добрини Твои и ќе се радуваат на Твојата правда. Щедар и милостив е Господ, долготрпелив и многомилостив. Добар е Господ спрема сите и неговите щедрости се во сите негови дела. Нека те прославуваат, Господи, сите Твои дела и нека те благословуваат светиите Твои. За од главата моја со елеј и чашата Твоја ме напојува со блаженство и милоста Твоја така да ме придружува преку сите дни на мојот живот. И јас ке престојувам во домот Господов многу дни. Благословен нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Боже, заштити ме, спаси, помилуј, запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир од целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви
и за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуй, помилуй. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдат, и за заробените, за нивно спасение да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква таја, гнев и опасност да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не, спаси, помилуй и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. и самите себе, еден друг и си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Алилуја, 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 Apostole svjati evangeliste Mateje, Моли милостивого Бога, да прегрешени оставление подаст душам нашим. apostole Святи svjati евангелисте Марко, моли милостивого Бога, да прегрешени оставление подаст душам нашим. apostole Святи svjati евангелисте Луко, моли милостивого Бога, да прегрешени оставление подаст душам нашим. Апостоле святи евангелисте Јоане, моли милостивого Бога, да прегрешени оставление подаст душам нашим. Садиште и ластовичката гнездо, каде што ќе ги положи пилињата своји. А јас при олтарите Твои, Господи, насилите Цару мој, Боже мој, блажени се оние кои живеат во домот Твој, Тие постојано Те фалат. Блажен е оној човек кој заштита баракај Тебе и во чие срце се патиштата Твои. Преминувајќи ја долината на плачот, Тие наоѓаат извори во неа и дожд ја покрива со благослови. Минуваат од сила во сила, се јавуваат пред Бога на Сион. Господи Боже на силите, услиши ја молитвата моја, послушај Боже Јаково, Боже заштитнику наш, погледај и види во лицето на Твојот помазаник, зашто еден ден во Твоите дворови е подобар од колку илјадници дни надвор. Повеќе сакам да бидам на прагот пред Божиот дом, отколку да живеам во населбите на грешниците, бидејќи Господ Бог сака милост и вистина, дава благодат и слава. Господ не ги лишува од блага оние што одат непорочно. Господ на силите, блажен е оној човек кој се надева на Тебе.
живот, а основа на Твоите добротворства, што си ни ги дарувал, е доаѓањето во тело на Твојот единороден Син, кој што е како што се јави и вистински им засветли во темнината, со светлината на спасението се принесе себе си на жртва. Боже, безпочетен и вечен, Ти кој што си привел небитие во животот, Ти кој што живееш и во непристапна светлина небото го имаш за престол, а земјата за подложje, Ти кој што на Мојсе му даде заповед и план, а на Весевул му вдахна дух на премудрост и го способи да ја изгради скинијата за сведоштвото во кое што службите уредите беа сликан и праобраз на вистината, Ти кој што на Соломон му даруваш широко и пространо срце и тогаш преку него го подигна древниот храм, а во Твоите свети севолни апостоли ја обнови благодата во духот на службата и вистинската скинија преку нив. Господи на силите, светите цркви и жртвеници Твои си ги насадил по целата земја, за да Ти принесуваат духовни безкрвни жртви, Ти кој што си посакал и сега да се направи овој жртвеник во името на света Варвара и да се освети за Твоја слава и на Твојот единороден Син и на Твојот свет дух. Ти самиот безсмртен и многодарежлив цару, спомни ги Твоите добрини и Твоите милости, бидејќи се отпамтиви и нема да се гнасиш од нас осквернети од многуте греови, ниту пак да го раскинуваш Твојот завет поради нашата нечистотија, но сега презри ги сите наши прегрешени и утврдине и оспособине со Твојата благодат и слегувањето на жртвеникот и Светиот Дух, неосудено да го завршиме обновувањето на овој храм и да го извршиме осветувањето на неговиот жртвеник, за да Те благословуваме во него со псалми, песни, со светотачки служби, постојано да го веселиме, величаме Твоето милосрдие. Да, Владико Господи Боже Спасителу наш, надеж на сите краишта на земјата, услиши на нас грешните кои што се молиме и испрати ни го пресветиот и почитуваниот и сесилниот Твој дух и освети го овој дом и жртвеникот во него, исполни го со вечна светлина, избери го за живалиште, за Тебе направи го дом на Твојата слава, украси го со божествените дарови, постави го како пристаниште на носените од бури, лекарство за страдањата, прибежиште на неморките, прогоните на бесовите, Твоите очи да гледаат на него ден и ноќ и Твоите уши да внимават на молитвите кои што влегуваат во него со страв и побожност и да го повикуваат Твоето сечисто и почитувано име. Значи се што ќе просат од Тебе, Ти да ги слушниш горе на небесата и да им направиш милост и милости да бидеш. Сочувај го неразрушен до свршетокот на вековите и жртвеникот во него направи го светиња на светините преку силата и дејството на Твојот свет дух. Прослави го уште повеќе според законот на очистување, извршените светотаинства и действија во него, да достигнат до Твојот свет наднебесен и духовен жртвеник и оттаму да ни принесат благодат од Твојот речист благослов, зашто не се надеваме на служењето на нашите недостојни раце, туку на Твојата неискажлива добрина. Амин. Боже, заштити ме, спаси, помилуј, запази ме со Твојата благодат. Слава на светата, животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Слава на светата, животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Слава на светата, животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Слава на светата, животворна и неразделна Троица, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Со
дојде на ова светена вода, се благослови осветува овој Дом Божи во чест спомена Исуса Варвара, во името на Отецот, амин, Синот, амин. Пази Господи, Люби Твоја и благослови достојание Твое, оведник се православним христијаном нашим, на сопротивнија даруја, и Твое сохрањаја, Христовом жителство. Синот, амин, и Светиот Дух, амин. Високо преосвященейши владико, святи благослови. Христос, истинска Бог наш, воскресен от мртвите, по молитва на неговата пречиста майка, по молитва на свете славни секлавни апостоли, по молитва на свете словенски просветители, на учители Кирил и Методините светученици, Климент и Наам, официте чудотворци, Сава Граз Ангелари, по молитва на светите пустиножбили наши, Йоаким Осоговски, Прокопчински, Габрел Лестовски, Лавицки, Лектария, Гатангел Битовски, по молитва на свете пречистински мъченици, Евнуи Паисия Верки, и по молитва на света Варвара, на кого е посветен овој дом, и по молитва на свете праведни богоци Йоаким и Јане, по молитва на свете свети, да не помилуе, да не спаси, како добар и човеколюбен. Амин. Молитви на светен владика наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј ме. Амин. Нашко детенци. Машко, оди. Еле, ти ми овој, ајде да видим колку силен дебел, до долу. Малку наведно. Браво на там, нека го изсипта това на ситни парчица, за да се... Кандило нека гори пред престолот на Всевишниот Господ за здравие и спасение на македонскиот народ, за просперитет нашиот народ и за афирмација на македонската православна црква. Чете ги на парчата. Нека ги се штава, нека ги прашиците да ги Tako da prosvetися svет Tvoj pred čelovjeki, jako da vidja dobra dela Tvoja i proslavja Otca našego iže jest na nebesje, segda ninje i prisno i vo veki vekov. се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За високо преосвещениот митрополит наш Теодоки, за честното свештенство, во Христа дјаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив православен народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да му помага во се и да покори по неговите нозе,
Секаков непријател и противник да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За ова село, за секој град, земја и сите кои живеат во нив со вера да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови. Ние денеска, наоѓајќи се во овој храм посветен и осветен во чест и спомен на света великомаченица Варвара, да се поучиме од денешната евангелска парабола и да го примиме Христа како наш учител и спасител, кој не раководи во овоземниот наш живот. Да ги надминеме сите маки и препреки и нашиот живот да го уподобиме според учењето на нашата света православна вера и црква. Така ќе можеме да го исполниме законот Христов и да наследиме вечен и блажен живот. Ќе користам оваа прилика на сите ктитори, приложници, настојатели, украсители и оние што се потрудиле да го изградат овој прекрасен дом Божи, посветен на Света Варвара. Господ нека им возврати со негов богат благослов, а за спасение на нивните семејства, за нивен вечен и блажен живот, како на оваа земја, така и во вечниот живот. Честни празници за многогодина си. Помилуј не Боже, под твојата голема милост ти се молиме, чуј ни помилуј. Уште се молиме за милост, мир и здравие, прошки разрешување од гревовите на Божите раби, Кристина, Саша, Ленче, Любчо, Владо, со фамилијата Анета, Бер, Нада, Кристијан, Зоре, Нада, Снеже, Трајче, Митра со фамилијата и сите овде присутни, сите кои го празнуват овој празник, зашто си милостиви човеколюбец, Бог и тебе слава ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Премудрост, Спасиот Бог наш, кој воскресна од мртвите, по молитвите на Света Пречиста Мајка на сите свети, да ни помилува и спаси како благ и човеколюбец. Амин. За многу години. Давам некој појќе. Да Варвара напомни. Ова колку? Маслото колку е? Кога нам има? Ева вам, ева вие две колку сте? Ева да, добре, појди. Две не. Една што се да си. Аз задец се Бог. Не се да не. Чи. Задец се. Кој ка си? Ajde, te. Sedi da mi izgleda.